Во овој дел на Отворено студио обрнав внимание на еден твит и еден Facebook статус кој минатата недела, односно во изминатите недели, направи особен впечаток на социјалните мрежи. Ќе ви го прочитам кратко овој твит, верувам дека многу од вас ќе се сетат за што станува збор, бидејќи го шерувале или го ретвитале. Твитот е на Зоран Мијалков, вели вака: чекам во кам ред на касата со поголемиот син и поради гужвата и нервозата меѓу чекачите, почна релативно да повторува збор кој го смирува. Еден лик му се издра на синот: престани веќе. Тоа го вознемири Петар. Му велам со аутизам е синот. Ми одговара: па што меѓу народ го мешаш? Зоран Мијалков, родителот на ова дете, е денеска во Отвореното студио мој гостин. Зоран, добро дојде. Добро најдов. Предпоставувам ти било многу тешко што си се одлучил да го споделиш ова со јавноста, овој твит, ова твоја порака упатена преку социјалните мрежи, која на моje многу пријатно изненадување најде на широк одзив и голема и една солидарност и емпатија покажаа корисниците на социјалните мрежи. Што се случува? Како е да се биде родител на дете со аутизам во Македонија? Па не само на дете со аутизам, на дете со посебни потреби или инвалидитет е многу тешко, бидејќи се бори со предрасудите. Обично првата борба е со самиот себе, да го прифатиш тоа. Па додека да го прифатиш во фамилијата, па во друштвото се случува да те изоставуваат. Твоето дете единствено да не биде покането на роден ден. Имаше исто така, потоа те следев, си напишал и имаш и други објави каде што велиш поканет си за православен празник и за фамилија твоја, но ти велат дојди подоцна затоа што не припаѓаш со твоето дете во Па не, во друштвото кое веројатно е предвидено за таа прилика. А станува збор за православен празник кога сите би требало некако да покажат некаква... Тогаш бев многу радосен. Благородни... Да, многу бев радосен кога тогаш добивме покана. Значи те канат. Обично ретко некој да те покане некаде. Ама беше многу време шетавме со децата и дојди покасно, викам, ако може сега, после црковната служба, да дојдеме кај вас. Не, ама дојде малку покасно, бидејќи треба да дојде машко дете. Па верувам, еве, моите две деца се машки. А машко дете дека е тако фадетот за празник прво да дојде машко? Да, ама треба да е здраво. Значи, тоа е веќе тоа... И што направивте, Зоран? Отидовте на гости? Не им реков дека џабе одат во црква, бидејќи христијанството, значи она христољубието е во нас. Значи, по делата се човештвото, без разлика дали е христијанство или без разлика, значи хуманизмот. Хуманизмот е во нас, ако не го покажеме со дела, ние можеме до утре да кажуваме дека сме добри луѓе, меѓутоа добрината се покажува на дела. Живеете во Штип. Да. Вие и вашата сопруга. Јас тешко успеав да го обезбедам овој разговор со вас, овој термин. Како функционирате како семејство? Работите ли двајцата? Можете ли да... Многу тешко функционираме, бидејќи сите фамилии, за жал и веќе многу фамилии се растуваат. Значи, доаѓа уште потешки ситуации доаѓаат. Значи, родители со деца со посебни потреби и оставени, самохрани родители, тоа е многу... Еве, например, во нашиот случај, поради повремот, мојата сопруга не може да работи. Значи, сведени сме на една плата. Мора да е дома со детето. Мора да е дома со детето. Значи, тоа многу делува на родителот што е дома. Бидејќи да си дома со повремот 24 часа е многу тешка работа. Другиот родител од друга страна му е тешко затоа што сите други обврски се на него. Што прават децата? Школа има ли можност за нив? Во нашата држава има закон за инклузија, меѓутоа во нашата држава е илузија, бидејќи многу ретко некое дете е инклузивано во редовно училиште. Што прават децата? Се цел ден дома? Па цел ден се дома или има центри моментално. Еве, например, во некои градови има центри како во Штипеве за аутизам, меѓутоа тој центар ја нема улогата што би требало да има. Значи, таму не се рехабилитираат децата, туку само се чуваат
и нешто ако се подработи со нив, меѓутоа тоа е кратко време и вториот родител не е во можност да најде работа. Колку време можете да ги оставите во тој центар? Од 8 часот до 2. И никој газда приватен не би те вработил во тоа време. Имавме обиди, меѓутоа никој не сака. Имаме примери со наши мајки и татковци, баки и сестри, помака си ги кажувам, што работат на приватно и многу ретко си има чувство спрема нив. Во некој навати на една мајка и рекре, ако имаш дете за чување, седи си дома, на нас ни требаат работници. Значи, онај хуманиот дел, не е дека ние сакаме тоа да го злоупотребиме или нешто, меѓутоа тоа е вистината и реалноста дека имаме многу тежок живот од сите аспекти на живење. Пред да продолжам со односот на институциите кој се разбира клучен и што е една од главните причини зошто ме покани во студиото, односот на средината и разбирањето на луѓето, нивната култура. Како заврши епизодата во КАМ? Па заврши со тоа што јас му се извинив на човекот. Како му се извинивте? Јас му се извинив бидејќи изреагирав инстинктивно за да не продолжи да се дере. Значи го фатив за јаката и му реков прекини. И фала му на Господ прекина. И потоа јас се почувствував лошо затоа што го фатив за јаката. Бидејќи не сум таков човек. И тоа дете не го правело тоа за да некого го вознемирува. Значи ја и му го кажав тоа, значи поради побремот детето го прави, не бидејќи сака. Дали во редот, чекајки на касата, претпоставувам имало и други луѓе, некој изреагира? Па не, обично никој не реагира. Значи, да изрази поддршка за вас? Па не, значи кај нас сме сведени од страна гледање на работите некако сите. А за да стане нешто во било кое општество, да настане промена, треба сите активно да учествуваме. Кој повеќе, кој помалку мора да бидеме активни чинители на општеството. Бидејќи овој проблем не сум се надевал дека ќе го имам и за жал статистички гледано со годините кои што средуваат, за жал скоро секој семејство ќе осети, бидејќи стапката на раст на деца со посебни потреби е страшна. Аутизмот е почнал со 1 во 1000 деца, 1 во 10.000, сега е 1 на 34 во светски рамки. Излегувате ли во чаршија, во Штип? Да, јас редовно излегувам. Дури земам и некои деца од родители кои што не сакаат да излегуваат во јавно со нивните. Јас сум ми рекол, еве јас ќе го шетам вашето, не мора да се знае дека е ваше. Значи тука има родители кои се срамат да излегуваат? Има, особено родителите кои што се видни личности во општеството или се богати газди, на нив е како еден вид срам тоа. Значи, би можело... Се срамат од сопственото дете? Па да. Значи, во актуелниот парламентарен состав, ако се искрени, има кои што го доживуваат проблемот на лица со посебни потреби, а ни буквата ја немат кажено за лицата со посебни потреби. Сте разговарале со тие луѓе? Па сме разговарале со тие луѓе. Кои имаат позиција да од главното место по законодавниот дом да ја отварат таа тема и да речат ова мора да престане, институциите треба да поведат грижа за... Да, меѓутоа, еве како што гледате досега, не се е случило тоа. Оставивме на нив, на нивната совест, затоа што ние не сме мокни. Ние имаме многу горе момака. И кога одиме во министерство, ние обично чувството е дека еве овие дојдоа, нешто ќе ни тражат, значи чувството е како ние да сме нешто против нив, а не е точно. Значи ние сме интелигентни луѓе, зошто би одел јас против некој кој што може да ми помогне? Зоран, кога се договаравме за ова, дури ми прати едни фотографии на дете кое е тепано. Па се случуваат повреди меѓу децата. Пример, со мојот син се има случувано тоа, се има случено и 3 пати да биде оставен на улица. Од кого? Па првиот пат ни беше најстрашниот, меѓутоа и наредните 2 пати. Значи, од вработените во центарот, пратено детето по такси, меѓутоа ненавремено ги известиле
дека ќе биде пратено, таксистот дошол, видев дека никој не го чека, го изнесов детето од колата и го оставил. И посред 2 сати, 2 и кусов сати, со полиција детето го најдовме, значи на улица која што водеше према реката Брегалница. Пример, моето дете сака вода, можело да се случи трагедија. Значи тогаш доставив до овој наводниот правобранител, значи секаде реагирав, ми беше кажано дека нема да се повтори, ама наредните 2 месеца уште 2 пати се беше повторило тоа. Вие сте председател на Сдруженијето на родители. Што барате вие од државата? Кои се вашите барања? Значи ние седевме и заклучивме дека треба, значи кога го формиравме Сдруженијето, претходно бевме активисти. И решивме да формираме Сдружение, меѓутоа да почнеме нешто ново, бидејќи кога нешто правиш и нема резултати, решиш нешто да смениш. И решивме проактивно да учествуваме. Значи не само со барања, туку и со нудење на идеи. Бидејќи во нашето Сдружение има родители, правници, економисти, значи од сите сфери, и луѓе кои што имаат изрезано надвор, како мене, за да видат во други земји како е решено прашањето, значи решивме да не измислуваме топла вода. Например, што нудите како значи, едно од најдобрите работи за децата и решение на проблемот е со рехабилитацијски центри. Значи, тоа не се институции, туку рехабилитацијски центри каде што со децата би се извлекол максимумот од децата. Значи, каде што со секое дете индивидуално би се работело, ние почнавме таков пилот проект како Сдружение, кој што сакаме да го почнеме во Штип и се разбира, бидејќи има 8 региони, барем 8 рехабилитацијски центри регионални да се изградат во Македонија, бидејќи решението за нашите деца е во тоа. Значи, секое дете можеш да го оспособиш барем да биде, например, моето дете би можело да се оспособи во овој момент да биде во било кој хотел да биде да мести чаршафи, значи да биде соба. Значи, доколку се поведе грижа, тие деца, тие луѓе, може да бидат и продуктивни во бидејќи, например, во Штип, ние во тој центар што сега ни е замислен, имаме проекти се, замислено моментално некои возрастни, пофункционални луѓе со посебни потреби да бидат вработени во центарот. Значи, не баваме само ние од државата, ние нудиме проактивни мерки. Например, моментално продаваме мајци во Канада и Америка, значи собираме донации. Значи ние не планираме да отидеме во Министерството или во Влада и да кажем ние сакаме ова, направете ни го. Не. Значи ние нудиме и наши пари. Значи во мојот случај и во многу други случаи со родители, најговривото прашање е што ќе биде со нашите деца после нас или со нашите имоти. Моментално нема закон кој што тоа го гарантира. Јас, например... А постојат решенија, модели законски во... Значи, само би требало... условно цивилизираните општества. Постојат, значи, доста е само копи-паста да направиме од европски земји, каде што тоа функционира. Нели, сакаме да бидеме дел од Европа. Значи, доста е само тоа да го применеме во Македонија. Добро, Зоран, што ви одговараат надлежните? Зошто, овие регионални центри кои ги предлагате, не би профункционирале? Значи, не гледам дека е тоа некоја страшна буџетска, финансиска операција. Затоа што ние овие центри ги замислуваме и како само држливи центри. Значи, секој пат гледаме, бидејќи има и други ранливи категории. И јас си реков на родителите, во никој случај јас не би дозволил ние да се ставаме дека сме ние најважни во општеството. Не. Ние сакаме да бидеме еднакви со сите. И на кој начин? Како што стои во Уставот. Во проектот за центарот на нас ни е осмислено покриво да биде со фотоволтаични елементи. Значи струјата ќе се произведува во самиот објект. Исто во скроп на објектот ние сакаме да имаме производствен погон. Моментално имаме каде што децата ќе се обучуваат на некои вештини. Имам пријатели во Канада кои што имаат фирма за пришани играчки, тоа се родители на деца со посебни потреби. Значи, тактилните деца би помнеле
играчки, значи би ги оспособиле за тоа и тие би добивале за секој меч, пример, по $2. Значи, самиот центар би бил само одржлив. Добро, и што е проблем тоа да профункционира? Проблемот е волја, па до сега како и во други емисии имам кажано, значи само треба да има волја. Значи нема да биде преку ноќ, еве и мене и тебе да не стават, мене да ме стават министер, нема да биде преку ноќ. Меѓутоа, така се работи за системски зафат кој бара посветеност. И ние кажавме, ова е маратон и ние сакаме веќе маратонот да почне да се трчи и конечно пред да умреме, барем мирно да умреме. Значи тоа ми е желбата кога ќе нема. Дека нема да биде останато на улица детето. Еве, например, моментално има процес на деинституализација. Државата, значи, има финансиски импликации со купување на станови, куќи или градење за деца да бидат сместени после смртта на родителите. Значи да не се во институции, туку во мари семејни домови. Еве во мојот случај, во случаи со други родители, ја им реков, ја нудам мојата куќа, бидејќи нема да ја носам во гроб со мене. Значи во мојата куќа моите две деца веќе седат. Не би било проблем посред нас државата да превземе одговорност со моите деца и други деца да седат во оваа куќа. Но да се обезбеди систем со кој по кој тие би можеле да... И во овој случај јас си викам, значи ја не ќам да бидам на терет на државата. Значи под честа на работно способен човек, интелигентен, е да биде под терет на државата. Не ќам да бидам терет на државата. Еве и во емисија на премиерот тоа му го кажав. Сака да има покачување на посебниот додаток. Значи, ја и овој актуелниот додаток не би бил потребен доколку има центар, каде што би биле нашите деца. Не е потребен додаток или некаква бидејќи во овој случај систем кој може. Добро, и во овој случај ако има центар, новата влада условно имаше некои ветувања во однос на тоа. Постојат ли индици и траги дека навистина се имаат намера да направат нешто што би што би водело во насока на системско решавање на овој проблем? Не сакам ни да помислам дека немаат. Не сакам ни да помислам бидејќи не би било човечно. Почнува ли нешто да се случува? Почнува, меѓутоа би требало повеќе со нас тоа да го прават. Значи ништо со нас без нас, бидејќи и на примерот ова една емисија топ тема му го кажав дека доколку има центар каде што би одаре нашите деца, во тој случај мојата сопруга би работела. Кога ние со една плата преживуваме, со две плати би ни било супер и не би треба, значи ние сме работно способни. Она што е клучно е како тие деца таа инклузија на тие да тие бидат продуктивни чинители во општеството, како што велите, еве, не знам, дали ќе мести чаршафи, дали... Ако не друго, една кутија ќе го научиш да пакува, па има фабрики, производствени погони. Верувајте, например, ако тоа дете го способиме за пакување кутии, тоа ќе биде најдобриот работник во таа фирма, бидејќи со кеф ќе го прави тоа. Бидејќи кога на нашите деца можат нешто да изработат, тоа не се срекни, нема кутија дома да се однесе. Како што се случува. Значи они уживаат во тоа. Како се дружат? Дали се дружат меѓу себе? Дали поврзуваат? Нашите деца многу сакат да се дружат, многу сакат да се сакани. Они се чиста љубов. Значи кај ни се што прават. Има ли деца, условно речени, кои функционираат нормално, кои се воljни да се дружат со нив? Да, меѓутоа во нашата средина и општество не се прифатени доволно, особено во помалите градови. Како е во помалите градови, Зуки? Па страшно. Страшно е во Скопје, видејќи тука се случи во градинка видни родители да не сакат да ги запишат своите деца, бидејќи во таа градинка се запишали деца со посебни потреби и тоа се случуваше во општина Центар. Меѓутоа, родителите обично, бидејќи еве на мене сега што зборувам ми е многу тешко и срцето ми се кине што морам јавно да зборувам за овој проблем. Обично баш ти кажав едни уши да имам поголеми, па коса би пуштив да не се гледаат. Значи обично ние сакаме, а во овој случај најбовното нешто морам јавно да го говорам, ама мора некој да презбори и ги повикуваме родителите се помасовно да изрегуваат. Значи да ги кажуваат своите проблеми, бидејќи така ќе бидат решени, бидејќи реков и да има желба министерот да ни помогне, ако си седеме дома
и не му ги изложуваме нашите проблеми, не може од дома да не ги реши. Ти, како ти делуваше оваа солидарност изразена на социјалните мрежи? Дали те охрабри да Па да, бидејќи продолжиш? Дали па мене скоро и ништо не може да ме обесхрабри во оваа борба, бидејќи ја на пример растев како дете без татко, дебелко дете со говорна мана и пеков ми беше животот во основно училиште само поради тоа? Како да ме животот спреми за ова. Значи ова си го сваќам како еден вид мисија. На мене двете деца ми се со посебни потреби и јас од се откажав буквално за ова да го, значи тоа ми е желбата. Зоки, ти благодарам што ми беше гостин и ти ветувам дека оваа тема ќе работиме многу поисцрпно. Фала ви. Благодарам. Тоа беше Зоран Мијалков, мој гостин, родител на деца со посебни потреби, за една категорија на луѓе за кои ова општество навистина е време да поведе ред, да поведе внимание онака како што тие навистина заслужуваат. Продолжуваме.